Именно уште во текот на минатата година беше изготвен проект за гасификација. Тој проект оваа година како приоритет влезе во планот за јавни набавки заедно со изготвување на систем за приклучок кон гасификација во болниците во Куманово и во Струмица, и ние сме веќе спремни да ги започнеме тендерските постапки. Јас искрено верувам дека во најкраток можен рок, така како што наложуваат законските прописи, ќе се завршат сите овие постапки и оваа болница за гинекологија и акушерство во Чаир, исто како и Кумановската болница и болницата во Струмица, ќе може да се приклучат кон мрежата за газ и на тој начин да се греат. Повеќе, за жал, јавни институции користат мазут за затоплување. Тоа е приоритет во рамки на планот за чист воздух, да влеземе во замена на оние институции кои што користат мазут за затоплување, и затоа веќе идната недела го потпишуваме договорот со БЕК за замена на мазутот во Кузман Јосифовски домот со една градинка во општина Центар. Тие се првите. Јас сум утре во Дојран и во Струмица. Во Струмица практично ги започнуваме активностите, она што и министерот Филипче зборуваше за приклучување на болницата на гасоводниот систем, така да тоа се активности кои што тековно и постојат. За жал многу, тоа јас постојано го кажувам, за жал премногу пари државата троши на мазут, на екстра лесното масло за затоплување, и ова не е само еколошка акција, туку ова е една заштеда на буџетот на Република Македонија, на барите на граѓаните на Македонија. Тоа е еден приоритет во кој што, реков, стратешки остануваме и на гасификацијата, и на повторното поврзување на парното грејење, и на користењето на топлотни пумпи или инвертори во оние јавни институции каде што тоа ќе биде најприкладно.